Јас кога кажувам, никогаш не велам не ме разбирате. Секогаш велам, може би не сум јасна. Бидејќи веќе во стартот мене ме дисквалификувате. Значи, едно сакам да кажам. И во теоријата, и во науката и секаде е познато дека дури и таткото на демократијата консоцијативна во која се колнете, Арент Липхард, дека бинационалната држава не може да обстане. Дека мора да има најмалку 3 сегменти со подеднаква моќ. Тој трет сегмент се сите други заедници. Зошто? Зошто кога имаме бинационален концепт, тоа е zero sum game, губитници и добитници. Можете да проверите. Мора во мултикултурна држава, општество, не држава, погрешно, мултикултурни држави се само федерации на етнички клуч и тие сите пропадна. Да ме подсетам. И тоа крваво. Се распадна Југославија, се распадна Чешкословачка, се распадна Руската федерација. Значи да подсетам, мора да има во мултикултурно општество код за комуникација. Мора. Како во Франција, во членот 1 што пишува францускиот јазик, е код за комуникација. Инаку, господине, нема да се разбираме. Со преведувачи не бива разбирање. Слушајте ме. Ке имаме различни закони. Ние имаме и сега различни закони. Имаме, ве уверувам. Ке не се знае што е автентична верзија, ке дојде до големо недоразбирање. Значи, апсолутно мислам дека тоа е суштината на рамковниот договор, првиот дел кој никој не сака да го чита. Граѓанско општество со почитување на правата на припадниците на заедниците. Граѓанско општество. Демократија без демос нема. Демос е збир на поединци, на индивидуи, а не на заедници. Па тамо секогаш има лидер на сегментот кој интерпретира, па како може да интерпретира лидерот на некоја заедница што мислат индивидуите. Не. Ако сакаме да одиме во Европа, запомнете, мораме да бидеме слични на нив. Не сакаат тие вакви проблеми внатре, а ние се занесуваме.